Вардар е европски шампион, откако на завршниот турнир во Келн за помалку од 24 часа ги совлада ракометните гиганти Барселона и Парис Сен-Жермен. Скопските црвено-црни со освојувањето на ракометната лига на шампиони го постигна најголемиот клубски успех во историјата на Македонија. Момците на шпанскиот тренер Раул Гонзалес одиграа два надпревари за инфаркт, кои ги добија со голови во последните секунди. Херои се двајцата хрватски репрезентативци Лука Циндрич и Иван Чупич, кои ги постигнаа одлучувачките погодоци во полуфиналето против Барселона и финалето против ПСЖ. Ракометарите на Вардар во полуфиналето ја совладаа Барселона, која беше предводена од македонските репрезентативци Кире Лазаров и Борко Ристовски со 26:25. Во финалниот надпревар нашите ракометари беа подобри од Парис Сен-Жермен со 24:23. Во текот на целиот надпревар Вардар имаше водство, но екипата од Франција го изамни резултатот на само 7 секунди пред крајот на мечот. Тренерот Раул Гонзалес во тие моменти повика тајм-аут и ги советуваше своите ракометари како да организираат напад за толку кратко време. Акцијата беше успешна, а Иван Чупич во последната секунда го совлада легендарниот француски голман Тиери Омејер за голема радост помеѓу ракометарите, но и насекаде низ Македонија, каде фановите излегоа на улиците и плоштадите да го прослават овој голем успех на македонскиот спорт. Вардар на завршниот турнир во Келн беше дебитант и од првиот обид успеа да ја освои Лигата на шампионите, со што обезбеди настапи на светското клупско првенство кој ќе се одржува од 25 до 28 август во Доха, Катар. Македонската фудбалска репрезентација вечерва ќе одигра контролен надпревар против селекцијата на Турција. Овој надпревар на селекторот Игор Ангеловски ќе му послужи како генерална проверка пред квалификацијскиот дуел против Шпанија на домашен терен кој ќе се одигра во недела. Денешниот надпревар ќе биде вкупно 8 меѓусебен помеѓу овие две репрезентации. Турција на досегашните 7 дуели има забележано 5 победи. Еден надпревар завршил нерешено, а Македонија има само една победа и тоа во 2006 година, кога на пријателски надпревар во Крефелд бевме подобри со 1:0 со голот на Горан Мазнов. На сите надпревари помеѓу Македонија и Турција биле постигнувани голови, па се надеваме дека така ќе биде и вечерва. Турција во меѓусебните дуели има постигнато 14 погодоци, додека нашите фудбалери 9 пати стрелале во мрежата на Турција. Селекторот Игор Ангеловски на располагање ќе ги има сите повикани фудбалери, освен младиот Амел Рустемовски од Грасхоперс, кој се очекува да пристигне за надпреварот со Шпанија. Сепак во составот на сениорската репрезентација нема да бидат фудбалерите од репрезентацијата до 21 година, кои се подготвуваат за историскиот настап на Европското младинско првенство во Полска. Екипата на Реал Мадрид успеа да го направи тоа што на никого до сега не му успеал, да ја одбрани титулата од фудбалската лига на шампиони. Кралскиот клуб во финалето кој се одигра на Милениум стадионот во Кардив го совлада Јувентус со убедливи 4:1. Сепак стартот на дуелот и воопшто првото полувреме не навестуваше вака убедлив резултат. Јувентус од првата минута тргна офанзивно во обид да го изненади противникот, но Реал прв дојде во водство со голот на Кристијано Роналдо во 20-та минута. Јувентус продолжи со одличната игра во првиот дел, која вроди со плод во 27-та минута со прекрасниот погодок на хрватскиот репрезентативец Марио Манџукиќ. Со овој резултат се замина и на паузата. Во вториот дел комплетно различна слика на теренот и доминација на Реал Мадрид, кој успеа да постигне 3 погодоци во мрежата на Буфон. Мадридскиот клуб во 61-та минута дојде во водство со погодокот на Касемиро, а на 3:1 с големи Кристијано Роналдо само 3 минути подоцна. Кодешните 4:1 за Реал Мадрид ги постави резервистот Асенсио во 90-та минута. Реал Мадрид стигна до 12-та титула во Лигата на шампионите, од вкупно 15 финалиња. На спротивната страна, Јувентус останува екипа со најмногу загубени финални надпревари, вкупно 7. Со победата во финалето на Лигата на шампионите, Реал Мадрид му се придружи на Манчестер Юнајтед во финалето на Европскиот суперкуп, кој ќе се одигра на 8 август на националната арена Филип II Македонски во Скопје.